Здраво, јас сум читачот, денес се наоѓам во Europe House и ќе зборувам за романот Сестрата на Зигмунд Фројд од Гоце Смилевски. Почнувајќи од 2009 година, Европската Унија почна да доделува награда за литература, со тоа што европските земји се поделени во 3 групи и една година учествуваат 10 земји, секоја со по еден писател или писателка и еден негов или нејзин роман. Следната година има друга група од земји, третата година трета група од земји и секој од тие земји има еден кандидат со еден негов или нејзин роман. Првиот македонски автор кој што ја доби таа награда е Гоце Смилевски токму со овој роман Сестрата на Зигмунд Фројд. Други автори од нашата книжевна сцена се Лидија Димковска кој што ја добија таа награда, Лидија Димковска со Резервен живот, Ненад Јолдевски со Секој со своето езеро и Петар Андоновски со Страф од варвари. Гоце Смилевски може да се каже слободно дека е еден од најпреведуваните, најчитани македонски автори не само во земјава, туку и многу пошироко. Особено овој негов роман Сестрата на Зигмунд Фројд е преведуван на 30 јазици и е читан из целиот свет и има добиено на вистина добра критика. Гоце има напишано 4 романи, со тоа што неговиот втор роман е Разговор со Спиноза, за кој што ја доби наградата роман на годината на Утрински весник. Потоа овој роман му е трет роман, Сестрата на Зигмунд Фројд, кој што го има пишувано 7,5 години, има вложено многу труд во овој роман и за кој што ја доби, како што кажав, наградата за литература на Европската Унија. И неговиот последен роман е Враќањето на зборовите. Она што е интересно во неговите романи е што ако веќе се обидеме да ги сместиме во некаков поджанр, би можеле да кажеме дека се спаѓаат во некаква си биографска фикција. Со тоа што не сум го читал неговиот прв роман, меѓутоа во Спиноза, во Сестрата на Зигмунд Фројд и во Враќањето на зборовите, тој се фокусира на еден лик или на еден момент од нечија лична биографија и од тоа потоа гради приказна, измислува приказна и пишува роман. Меѓутоа, она што е карактеристично за неговите ликови, за неговите романи, е што во фокусот како главни ликови зема ликови, историски ликови кои што биле на некој начин во сенка. И што сакам да кажам со тоа? Например, за Спиноза може да кажеме дека сепак е многу важен и многу познат филозоф. Меѓутоа, самиот негов живот бил живот на отфрленост, бил отфрлен од својата заедница поради некакви негови либерални идеи, значи живеел во изолација, во саменост. Исто така во овој роман, значи не е Фројд во фокусот, туку е неговата сестра, која што ќе кажам неколку збора повеќе за тоа, ќе видиме во какво светло ја става Гоце, и исто во Враќањето на зборовите ја зема како поидовна точка романсата меѓу Пиер Абелар, средновековниот филозоф, и Елоиза, од нивните писма. Меѓутоа, романот го раскажува од аспект, од гледна точка на Елоиза, а не на Пиер Абелар. И тој момент ми се допаѓа и мислам дека она што Гоце се обидува да го направи, да им даде глас на оние кои што се безгласни на некој начин или биле во сенка, живееле во сенка на некоја славна личност. Зашто станува збор поточно во овој роман? Действието почнува на почетокот на романот 1938 година. Го гледаме Фројд, неговите 4 од неговите сестри живеат во Виена во тоа време, иако имал и еден брат и други сестри. Ја гледаме Виена и неколку дена од познатиот Аншлус или од анектирањето на Австрија од страна на Германија, ситуацијата станува се полоша за евреите, особено во Виена, а знаеме дека Зигмунд Фројд е евреин од еврејско семејство. И затоа што Фројд е веќе позната личност, познат психолог, добива покана од Англија едноставно да избега од Виена, да избега од Австрија, со тоа што доделено му е има дозвола да напише една листа на имиња кои што би добиле дозвола на некој начин виза да пребегнат во Англија и да избегаат од Австрија. Она што е необично и моментот од кој што Гоце тргнува е тоа што на таа листа Фројд нормално го става својата сопруга, своите деца, сестрата на неговата сопруга, неговиот личен доктор со семејството и така натаму, меѓутоа не ги става неговите сестри.
И се го зема тој факт од биографиите и од таму, од тој момент ја зема, се фокусира на една од неговите сестри и го раскажува нејзиниот живот. Шокантно или интересно е зашто Фројд смета дека тоа е само привремено, дека наскоро ќе се вратат. Меѓутоа неговите сестри завршуваат во логор, завршуваат трагично и од таму потоа романот, во најголемиот дел од романот се фокусира на Адолфина Фројд, на една од неговите сестри и најголем дел од романот се занимава со тоа, за да на крајот повторно се врати во времето пред нивното заминување во логор. Значи, повторно се врати на крајот на 30-тите години. Како се развива действието на романот? Значи, го имаме тој почетен момент и подоцна ни ја представува Адолфина Фројд, почнувајќи од нејзиното детство, живеејќи во сиромаштија и постојано живеејќи на некој начин, имајќи ја поддршката на нејзиниот постар брат Фројд, кој што е најстаро дете во семејството и е перспективен и е паметен, и почнува да учи, да студира. И постојано и во фокусот таа е главниот лик, таа е во фокусот, меѓутоа се низ призма на нејзиниот однос со нејзиниот постар брат Фројд, Зигмунд Фројд. И ја гледаме во нејзиното детство поради и физичка слабост, одвоена од сите други, критикувана, отфрлана на моменти од нејзината мајка, чувствувајќи дека е поразлична од другите, и го гледаме действието како се развива. Меѓутоа, действието не е детално хронолошки раскажано, туку е повеќе епизодно. Значи, ја гледаме како расте, како доживува несреќна љубов, ја гледаме во постојана потреба, желба за помајчинство, нејзина неисполната желба, за да во еден момент, исто така во целата таа приказна, Гоце Смилевски на еден веш начин внесува и други ликови кои што се општо познати, да речеме, или помалку познати, меѓутоа кога сестрите се во логорот, таму се сретнува со една затвореничка која што всушност е Отла Кафка, која што е сестра на Франц Кафка, кој што веќе е починат, или една нејзина најдобра пријателка во Виена, една многу необична девојка, една многу интересна девојка по име Клара Климт, која што е сестра на познатиот култниот сликар, виенски сликар Густав Климт. Таа има доживотно пријателство со Клара Климт, која што се бори за женските права, која што се бори за работниците и е сосема една смела личност која што ќе неприфатена од тогашното општество, скапо ќе плати цената за тоа. Она што се случува понатаму, живеејќи со тоа чувство на инфериорност, на отфрленост, во еден момент, откако веќе Зигмунд има своја кариера, има свое семејство и е веќе професор, Адолфина решава да замине во санаториумот или таа лудница, така наречена Гнездо во Виена, и одлучува да го направи тоа каде што е веќе нејзината пријателка Клара, осудена од општеството, отфрлена, одлучува свесно да отиде таму, затоа што живеејќи со постојано чувство на инфериорност и на отфрленост, каде што нејзината мајка постојано ќе кажува ќе беше најдобро да не те родев, таа на некој начин немајќи шанса со таа потреба да направи една граница, да го омеѓи просторот меѓу неа и другите, таа свесно заминува во таа лудница и таму ќе помине 7 години. Она што е интересно, следува еден дел во романот, што е добар дел, долг дел, во кој што е прикажан нејзиниот живот таму, меѓутоа низ многу филозофски и психолошки медитации. Што мислам по тоа? Има цитати од Шопенхауер, многу цитати од мислата, од книгите на Фројд се преточени низ диалог или низ некакви размисли филозофски, и она се размислува тука често за лудилото, дали е можно да се премине од едната на другата страна или како се преминува од во наводници нормалноста во лудилото. И има една реченица што навистина ме погоди, каде што токму во тој дел пишува: има луѓе чие јас некогаш одамна почувствувало дека нема право да постои, па сега се распаѓа соочено со реалноста и многу нешта ги доживува обездушени. И она што подсетува тоа и на самата Адолфина Фројд, уште од малечка, чувствувајќи дека на некој начин како да не припаѓа таму,
од таму нејзиното јас е обезличено и на крај завршува изолирана во таа лудница. Таму живее 7 години. Меѓутоа, она што е интересно за тој дел од романот е што не само што, значи ова не е роман, ова е роман исто така и на идеи. Значи ова не е роман само на некои лесни настани или тривијалности, меѓутоа е роман исто така на идеи и може многу да се научи за психологијата на Фројд, општо за психологијата, за сопственото јас, за лудилото, за нормалноста. И во тој дел јас лично навистина уживав и ми се допадна. Роман за отфрленоста, роман за на некој начин за инфериорноста, роман за потрага по мајчинството, по прифатеност и Гоце во едно интервју вели дека Адолфина Фројд е метафора за сите жени кои што морале да живеат во сенка на некоја голема личност. Значи, тоа е романот Сестрата на Зигмунд Фројд од Гоце Смилевски, одличен роман кој што на мене навистина ми се допадна и топло ви го препорачувам, како и разговор со Спиноза и враќањето на зборовите. Очекувајте уште вакви рецензии за книги, така што чувајте се и се гледаме со наредната рецензија. Поздрав!